Чест ми е денеска Куманово е домаќин на работилницата на мрежата на силни градови, која што дискутира на тема превенција и заштита на општеството од насилниот екстремизам и сите видови на радикално однесување. Куманово учествува на овој проект повеќе години. Имаме изградено локален тим во заедницата кој што работи на овие теми. Факт е дека мора да ги засилуваме нашите капацитети, бидејќи последниот случај во соседна Србија само потврдува дека сме уште далеку од целосна превенција на општеството од вакви несакани појави во општеството. Евидентно е дека постои булинг во училиштата, ќе мора истиот да се превенира, а за сето тоа е потребно многу повисоко ниво на интероперабилност и взаемна соработка на институциите на локалните и централните власти и еден од главните заклучоци сушност се тие суштински и системски пропусти и секако финансирањето на единиците на локалните самоуправи за да може да ги изгради дополнителните капацитети, да можат професионалци да се занимаваат со овие проблеми и да делуваат на терен. Денеска една интересна средба со една невладина организација Strong Cities, заедно со градоначалникот на Куманово, зборувавме за проблеми кои не тангираат сите општини, посебно тие што сме мултинационални, мултиетнички, мултиконфесионални. Проблеми кои што ги држиме под тепих, не ги зборуваме, омразата, поларизацијата во општеството, екстремизмите, па да не речам и терористички можности од тие екстремизми кои што можат да настанат. Разговаравме неколку представници од неколку општини, феномени кои што ни се појавуваат во општините. Ја го кажав мојот став дека основниот и главниот проблем е системот. Јас мислам дека во Македонија имаме дезинтегриран систем на функционирање на државата. Јас скоро 6 години бев опозицијски градоначалник и знам како е да се биде опозицијски градоначалник. Практично имате локална власт и централна власт кои што, ако се од различни партии, за таа поларизација што збориме, има комплетна декоординација, никакви координирани активности. Дури, јас го кажував примерот во Гостивар, шеф на полиција станува во Гостивар, тој кој што е најголем противник на градоначалникот. Тенденцијата е ерозија на авторитети, на локални авторитети кои што се избираат од граѓаните. Споредив и истиот систем, истите луѓе кои што живееле во претходниот систем, кај што ја живеев до 20-та моја година, немаше ваква поларизација. Постоја локални авторитети, функционираа институциите. И денеска зошто имаме ерозија тотална на институции, затоа граѓаните веќе немаат доверба и се јавуваат такви штетни феномени на државата, затоа што одредени кругови, да речам, работат во тоа да ги дезинтегрираат, односно да ги како да речам, да ги девалвираат институциите. Затоа единствен начин за изнаоѓање решение на вакви проблеми е да седнеме заедно, да размислиме како да го ресетираме системот, бидејќи можело да функционира пред 40 години и сега не може да функционира. Тогаш имаше местни заедници кои што функционираа, па потоа доаѓаше градоначалникот кој што беше авторитет и за судиите, и за обвинителите, и за полицијата на локално ниво, и потоа доаѓа централната власт која што беше скоро непозната за обичниот граѓанин, бидејќи градоначалникот и тие што се во местни заедници најдобро ги знаат проблемите и тенденциите ако има такви негативни во општеството, конкретно во населба, во село или во град. Инсистирав и во состанокот и јавно го кажувам дека неопходно и ние што побрзо да го децентрализираме општеството. Видете, како што кажа во уводното обраќање, проблемот на екстремизмот, проблемот на тероризмот не е ексклузивитет само за Република Македонија. Тоа е проблем кој сега ја тангира цела светска заедница. Позната е кризата со исламската држава, сега е војната во Украина,
Не се соочуваме само со проблемот на исламскиот и верскиот екстремизам. Денеска во подем се и десничарскиот екстремизам, денеска во подем и левичарскиот екстремизам. Ние мораме да бидеме едно отворено општество кој сите овие работи јавно ќе ги дискутира. Јас ги слушам и коментарите на градоначалниците. Оправдана е нивната реакција. Но меѓутоа, дали ние направивме се што може да направиме? Одговорот е мој не. Зошто тоа него? Затоа што можеби повеќе треба да се свртиме према проблемот, а да заборавиме на одредени подолби. Сега сме, нажалост, поделено општество по политички, по етнички основи, по религиозни основи. Едноставно мора да најдеме некој заеднички содржател. Мора да најдеме нешто што ќе не обединува сите. Дали ќе биде тоа некоја вредност која ќе истакнеме? Имаме многу вредности да истакнеме, околу која ќе се обединиме сите етнички заедници и без оглед на која вера или религија припаѓаме. И кога отворено ќе ги зборуваме овие теми, за што се залагам на сите работилници, мислам дека тогаш ќе може да мрднеме од еден чекор напред и затоа потенцирав потребата од континуитет на овие настани, на овие работи, на овие активности. Ние не може да заборавиме дека овде на овие простори луѓето живееле во едно заедништво. Но меѓутоа луѓето секогаш биле таргетирани од надвор, од надворешни политики и низ историјата и денеска сме сведоци кога се вклучуваат во заштита на нечии туѓи интереси. Ајде да го поставиме прашањето што се постигна со заминувањето на нашите граѓани во исламска држава. Чиви цели, за кои идеали војуваат таму? Дали се тоа идеалите за кои ние зборуваме секојдневно? Не. Они одеа да војуваат и да штитат нечии туѓи идеали. Добро е тоа што денеска во војната во Украина немаме граѓани регистрирани од Република Северна Македонија кои учествуваат, било на руска, било на украинска страна. Може би има заминато некој десничарски преку некои други држави од регионот, но од овде регистрирано наши граѓани немаме. Тоа значи дека ние проблемот на превенција, што го тераме веќе упорно неколку години, ги даде очекуваните резултати. Затоа што им представуваме на сите работилници на граѓаните дека не е поента да ги потенцираме разликите. Поента е да ги потенцираме сличностите. Само така може да тераме напред и да живееме као држава со повеќе етнички заедници, со повеќе култури, со повеќе религии.